и ние треба да престанеме дури дали соодветно тој избор диаспора да го употребува, сите тие се македонци. Каде да се осветат. И само Македонија можеби треба да го следи тој пример со Албанија, можеби треба без никакво условување да им даде на сите државјанство. Бидејќи ние имаме сега случаеви наши македонци од тука од соседна Албанија, од Преспа, околината Преспа што живеат, им се барат еден куп услови да исполнат за да им дадат државјанство. Значи Македонија сега треба да го следи тој пример едноставно за сите македонци пород каде да се во светот без никакво условување да им даде македонско државјанство. Што бројка би имале тоа? Видите, не е благодарно да се спекулира со таа бројка, но го сакам само ако тргнеме тука во соседството, барем од некои релевантни, јас што сум разговори од тие директно учесници што доаѓаат од тие земји, голема таа бројка и во Пиринскиот дел, и во Егејскиот, и во Албанија, а посебно во прекоокеанските земји во Канада и во Австралија. И еве ова убаво го спомнавте, можеби ова е еден недостаток, вие 20 години се уште се нема пребројане колку сме. Што мислеле нашите политички елити, тоа не е познато, но несериозно е денеска ние да не знаеме точниот број на нашите македонци. Таа е најобична статистичка операција, доколку се пројави желба и волја, можеш утре да се види точно. Знаете што јас не сум да ја многу проширам темата, но 2000 година, да, се сретнав со Паскал Милјо, тогашен министер за надворешни работи беше на Албанија и имав таа можност да направам ексклузивно интервју. И го прашав господинот Милјо, дали е коректно нашите македонци да немаат графа на изјаснување, само изјаснување во делот на националноста, нели? И вели, ве молам, не сакам да ми поставате такви прашања. Велам, до кога Македонија навистина ќе страда, да речем, ќе плаќат големи пенали, имајќи факт дека нашите политички елити не се ангажираа малце повеќе за нашите македонци во светот. Па еве во оваа насока, еве уште една идеја да ја дадеме на актуелната владачка структура, може добро да размислува пред тие меѓународни авторитети, да стави на маса идејата да се изгради единствен малцински модел за сите држави во регионот. Колку имаат малцинствата во Македонија права, истото важи тој стандард да важи и за во Бугарија, во Албанија и во Грција за останатите малцинства. Јас тука морам, не сакам се да нудам, како спомнав за Гавран, јас го почитам господинот Киро Глиберов, од причина што навистина господинот Глиберов 22 март 2008 или 2009-та, локалните кога беа, па исправете ме? 2009. И 2009-та, така, даде една исповед, да речем, дека тој не е виновен за промена на името во БРМ, туку господинот Црвенковски, тоа стои во архивата на една од скопските телевизии, мислам А1 телевизија, стои во архивата. Од друга ситуација, тој даде еден предлог, една компаративна анализа за малцинските права на Балканот. Беше отфрлена. Мислам, тука е на позитивно. Ова е добра идеја за еден малцински модел. Сега видите вие, Македонија, да кажеме, дури и преку стандардите што ги барат европските земји, имаат повеќе права, отколку што се предвидени во тие документи на Советот на Европа, на Европската Унија. Значи во Македонија сите тие малцинства имаат и многу повеќе. Да не се свати грешка дека јас сум против правата, сите граѓани треба да бидат равноправни, но сега таква е таа сурова меѓународна сцена, сите држави треба да водат сметка за своите интереси и затоа Македонија треба да инсистира да се направи, да се изгради тој единствен малцински модел. А инаку околу прашањето на приемот на Македонија, јас сега колкото само да кратко кажам, бидејќи тоа е тема за една поширока дискусија, јас мислам дека е направена стратешка грешка во тоа време 93 година кога Македонија се согласи да влезе во Обединетите нации под референцата ФИРОМ. Можеби подобро ќе беше во една претпоставена ситуација до ден денеска да не бевме примени, да стоеше тоа барање во фиоките, но да го зачувавме уставното име. Сега е многу потешко кога еднаш ще се согласиле на референцата ФИРОМ, сега е многу потешко таа постапка да ја водиме, да се го повратиме уставното име. И тоа сакам да го посетам само со еден факт. Денеска приемот во светската организација, во номиналниот прием не ви значи ништо ако вие немате стратешки партнери на таа меѓународна сцена. Киро Григоров во тоа време кажа на 30 март, 8 дена пред приемот во Обединетите нации 93 година, излезе пред македонската јавност, се обрати на нацијата и рече мора да влеземе, без разлика со какво име ќе влеземе, ние мора да влеземе во светската организација, бидејќи идеме од утре ќе бидеме побогати, посигурни, побезбедни. Но настаните покажаа дека ние влеговме во светската организација, нити станавме побогати, нити станавме посигурни, дури 2001 година имавме војна. Значи самото членство во Обединетите нации не ви гарантира дека ќе бидете сигурни. Кај Босна е по пластичен примерот. Босна ја примија во мај 92 година и одмah почна војната и ја разделија како држава. Хрватска ја примија во Обединетите нации и почна војната со Србија. Значи за да бидете сигурни, безбедни, треба да направите многу подруги, многу побитни работи отколку што е номиналниот прием во Обединетите нации. Али таа стратешка грешка тогаш е направена
И сега, како што кажав, добро е за Македонија што барем тој стратешки партнер на таа светска сцена, еве САД стојат за интересите на Македонија, исто така Русија не го проблематизира нашиот идентитет и нашето име, стои за нашето уставно име. Меѓутоа е блиска и со грците. Гледате ли, Грција малце намигнува се на толку со русите. Затоа Европската унија малце се лути или... Факт е дека тие држави сега клучни, Кина, Русија и САД, кои што имаат право на вето во Советот за безбедност и не признаа подуставното име, факт е дека не го проблематизираат нашиот идентитет и нашето име и сега тие некој пат од таа куртуазија, од таа дипломатска обланда и пак на таа сцена мора да дадат некои изјави да задоволуваат и Грција, но на Македонија останува да го процени тој интерес, да ја абсолвира таа меѓународна политика како се води во заднина и јас мислам дека треба стрпливо да чека и ќе го одбрани својот интерес и не треба ништо да помислува да го менува името. Значи, бидејќи сето време стои насловот на емисијата кој изошто страф од лустрацијата во еден комплекс сјава во контекст через го водам разговорот, значи името, фактичката ситуација, но главниот именител е сепак кодошењето на самата држава. Дали доколку Македонија се ослободи од кодошите, во Македонија ќе провејува, или е тоа моја пуста желба, национална стратегија, национално единство, заеднички модул за просперитет на Македонија. Или натаму некој Македонија не сака да ја види таму кај што е местото и се повеќе му дава простор на кодошењето. Имаме ли простор и начин да се ослободиме од кодошите? Не мислам, ве молам, ме погрешно да разберат гледачите, но не на ликвидација, туку да се тргнат од политичкото живење и од јавните функции. Начинот, патот е јасен. Треба политичка желба и политичка волја на владеачката структура, дали ова, дали некоја идна, да го спроведе тој процес. Тоа е многу лесно, да кажем, само треба да се има желба и волја. Процес справедлив, досијата се тука, без разлика што на времето се манипулираше дека голем дел биле однесени во Белград, тоа воопшто не е точно. Сите тие досијаи што беа оригинали во Белград, фотокопирани, примероци имаше и во сите републички служби за државна безбедност во поранешните републики како членки на Федеративната заедница, така да само единствено потребно е желба и волја и тој процес уште утре ќе добие своје финале. Колку имаат интерес тие служби, да речем, тие подземја? Ќе ги спомнеме, ако УДБА, КОС, Македонија да не си го задржи своето уставно име и да биде сурогат, да речеме еден акроним на еден странно име, како што го спомна Робин Онил. Видете се, сите тие структури, да не бидам погрешно сватен, не се само во политичките партии. Тие се денеска едно убаво распоредени по разни невладини организации. Ако зборам невладини, мислам на клучните во државата, инаку тие невладни организации се најубавото нешто што го измислил човекот за да ги контролира состојбите во државата и како што кажав, во игра се силни пари во овие 20 на години се работи на константно кршење на кичмата на македонскиот народ, да се скрши македонскиот народ и да попушти. И сега вие гледате во јавноста кои се најактивни, од тие граѓански здруженија за кои што пропагираат по Македонија за да се смени името. Дури да се даде споменикот на Александар Македонски на Атина. Тоа е веќе една навреда за достоинството на македонскиот народ, но еве, тоа е Македонија. Јас се веќе кажам еден пример, јас сум длабоко убеден дека доколку во Грција, во Атина има ваква дебатна емисија на телевизија и да излезе некој таму да каже па добро, луѓето се македонци, дај ги признаеме како македонци. Па ја верувам дека уште излегувањето пред телевизија ќе го обесат на атинскиот поштап. А тука во Македонија да кажеме едно чудо невладени организации шетаат по Македонија правата и го обединуваат македонскиот народ да се самоукине, да се го земе правото да се нарекува како што сака.